Трајчо Христоф од Пробиштипско ниту има телевизор, ниту го гледа, но поради радиодифузна такса на него државата му ја блокираше сметката и во наредните неколку месеци тој ќе треба да живее без 1/3 од пензијата. Сега се блокираха за 2900 за плату и за останал долг 4500 и нешто денар. Плати 2500 мај месец. Христоф е само еден од стотиците граѓани на истокот на кој УЈП им бркна длабоко во джебот и ги блокираше поради неплатена претплата. Дел од нив се категорични дека пари државата им бара неосновано. Морамо, зашто морамо? Зашто морам кога се ја плаќам вамо, нека ми доведат 10, 15, 20 програми, он со една програма или да им платиме толку пари? Зошто за една програма да дам толку пари? Не сме плакале никад, што да плакаме? Овие граѓани ќе се обидат своето право на неплаќање да го докажат во најмала рака со упорност, но некои пред нив тоа веќе го пробале, па од намерата се откажале. Преку адвокат ми се имаа многу пари, од тога редовно плаќам. Имаме порано, али добро, уред, плаќам си редовно и тоа. Иако кога им бркаат во джебот, граѓаните главно се лути на УЈП, оттаму тврдат дека гневот е насочен на погрешна адреса. Плаќањето на радиодифузната такса е законска обврска за граѓаните, а УЈП има обврска да ги спроведува законите. Во изминатите години даночната администрација воведе и нови услуги со кои времето и трошоците за плаќање на оваа јавна давачка се намалени. Информираат од Управата за јавни приходи. Даночниците се ригорозни кога станува збор за доцнење при плаќање на обврските кон државата. Регулативата им дозволува присилно да ја испразнат банкарската сметка или да наплатат од имотот на граѓаните.